Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Даниил и три отроци Анани, Азари и Мисаил и преподобниот Даниил. Светиот пророк Даниил и три отроци Анани, Азари и Мисаил. Сите четворица биле од царското племе Јудино. Кога Навуходоносор го разурнал и го пленил Ерусалим, тогаш Даниил како дете бил одведен во робство заедно со јудејскиот цар Јоаким и со многу други израелци. Описот на неговиот живот, страдањата и пророштвата може да се најдат исцрпно во неговата книга. Сиот предаден на Бога, светиот Даниил од раната младост добил од Бога дар на голема видовитост. Неговата слава помеѓу јудеите во Вавилон почнала тогаш кога тој изобличил двајца похотливи и неправедни старци, јудејски судии, и ја спасил целомудрената Сосана или Сузана од неправедната смрт. А неговата слава помеѓу вавилонците почнала од оној ден кога тој му го погодил и му го протолкувал сонот на царот Навуходоносор. Затоа царот го направил кнез на својот дворец. Кога царот направил златен идол во полето Деира, три момчиња не сакале да му се поклонат на идолот заради што биле фрлени во огнена печка. Но ангел Божи се јавил во печката и го изладил огнот, така што момчињата се шетале низ печката, неповредени од огнот и пееле: "Благословен си Господи на нашите отци." И го видел царот тоа чудо и бил в чудо невиден. Царот ги извел момчињата од печката и ги обсипал со големи почести. Во времето на царот Валтазар, кога царот еднаш на Госпа јадел и пиел со своите гости, од осветените садови земени од Ерусалимскиот храм, невидлива рака над зидот напишала три зборови: Мани, Текел, Фарси. Тие зборови никој не можел да ги протолкува освен Даниил. Таа ноќ Валтазар бил убиен. Даниил два пати бил фрлен во лавовска јама заради верата во единиот и живиот Бог. И двата пати Господ го спасил и тој останал жив. Даниил го видел Бога на престолот со ангелските сили. Гледал ангели, проникнувал во иднината на поедини луѓе, царства и на целиот човечки род. Го прорекол времето на доаѓањето на Спасителот на земјата. Според Кирил Александриски, Даниил и трите момчиња доживеале во Вавилон длабока старост и биле со меч убиени заради вистинската вера. Кога го исекле Ананија, Азари ја прострел, својата облека ја прифатил неговата глава. Потоа главата на Азари ја прифатил Мисаил, а главата на Мисаил ја прифатил Даниил. Ангел Божи ги пренесол нивните тела во Јудеа на гората Гавалска и ги положил под еден камен. Според преданието, овие четири Божји угодници станале за време на смртта на Господа Исуса Христа и се јавиле на многумина, па повторно заспале. Даниил се смета меѓу четирите големи пророци Исаија, Јеремија, Језекил и Даниил. Живеел и пророкувал 500 години пред Христа. Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост.
Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Преподобниот Даниил, големец и гувернер на островот Нивертака и Кадис во Шпанија. Кога ја познал целата суета на овој свет, ги напуштил славата и богатството, па дошол во Рим, каде што се замонашил. Потоа отишол во Цариград, каде што разговарал со царевите Константин и Роман Порфирородниот, па потоа се упатил во Ерусалим. Во Ерусалим примил голема схима од патриархот Христодул, кој му дал име Стефан. Лут на сарацените кои го приморувале да ја избричи својата брада, тој се оддалечил во Египет, каде што за името Исусово претрпел многу маки и смрт. Се преселил во Христовото царство кон крајот на 10 век. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. Славете го Господа, зашто е добар, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Бога на боговите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Славете го Господа над господарите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, единиот кој прави големи чудеса, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој премудро го создаде небото, зашто е вечна милоста негова, алилуја. Кој ја утврди земјата врз водите, алилуја. Зашто е вечна милоста негова, славете го Бога на небесата, алилуја. Зашто е вечна милоста негова.
Поуки од светите отци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.